Втората песна се вика Уропорос, односно тоа е змијата што самата себе се јаде до бесконечност. И иде вака. Еден од револуционерите низ мегафонот гласно го кажуваше својот манифест. Нашите плати се премали, нашите пензии се прениски, нашите услови за работа се катастрофални, нашите работодавци се шовинисти, нашето образование е неквалитетно, нашето здравство е ужасно, нашата инфраструктура е уништена, нашите медиуми се замолчени, нашата полиција е брутална, нашето судство е искорумпирано, да ја симнеме владата. Заборави да каже дали сето тоа вреди, зашто револуцијата ги јаде своите деца. Таа веќе ги джвака нивните меки скалпови, а тие не си излезени докрај од незината крвава утроба. Овие деца може да се претворат во непријателите против кои самите тие се борат, но може и да ги одроди од огништето, да им го одземе детството, да им ја уништи иднината, да им ги загорчи душите. Затоа, можеме само да го следиме кружното движење на Уропорос. Тој мора да ја врши својата должност која го спречува сите да не задоволи.